сушара. Ова е сушара за овошје и зеленчук со капацитет од 6,8 метри квадратни тацни. Значи, или, народно кажано, можно е да се сушат сливи со тежина до 100 килограми. Самата сушара има форма на призма и ова е главен сончев абсорбер кој што абсорбира сончевата светлина и ја претвара во топлинска. Ова е исто помошен сончев абсорбер, ова е абсорбер и од другата страна е абсорбер. Значи, сушарата е хибридна и таа користи термални сончеви колектори, воздушни, за да го загреват воздухот, а догревањето е со помошта на електрична енергија. Електричната енергија се вклучува преку оваа командна табла. Прво го притискаме копчето 1, црвеното копче на единици и нула, со тоа даваме струја која доаѓа до Wi-Fi прекинувачот. Со притискање на првото копче го вклучуваме уредот. Значи, сега доаѓа струјата, доаѓа овде и доаѓа до главниот контролер. Како работи тој? Првата колона ја покажува температурата во сушарата. Моментално е 22 степени. Втората колона ја покажува релативната влажност во сушарата или моментално е 53,3%. Подесувањето се врши на следниот начин. Со држање на копчето S 3 секунди гледаме дека се појавува горе SO1. Тоа значи дека на 22 степени, ако ќе се вклучи електричниот греач. SO2 е температура на која се исклучуваат електричните греачи. Значи 66,9, кога ќе достигне таа температура, се исклучуваат електричните греачи. Вредностите можете да ги менувате со овие стрелки, 1 или 2. Со притискање на уште еднаш од копчето се појавува SC1. Тоа е температура за фино подесување. Не ја менувајте оваа вредност, нема потреба. Со уште еднаш се појавува SO3. SO3 е вредност на која се вклучува овој вентилатор. Тоа значи дека ако во сушарата е 53% релативната влажност, ќе се вклучи вентилаторот. SO4 е вредност на која ќе се исклучи издувниот вентилатор. Тоа значи ако дојде 20% релативна влага, се исклучува вентилаторот. Уште еднаш притискаме, SC2 е температура на фино калибрирање на релативна влажност. Нема потреба да ја менувате оваа вредност, нека остане 0. Со држање на копчето S 3 секунди се запамтуваат вредностите и се слуша овој звук. Сега, понатаму, мора да ги вклучиме вентилаторите кои што го вртат воздухот внатре во сушарата. Пазите, тоа не е исти вентилатор заедно со овој. Овој вентилатор ја изфрла влагата, а внатре има два големи вентилатори. Ги вклучуваме тие два големи вентилатори и се слуша звукот како тие вртат. Брзината на вртање на овие вентилатори се подесува со овој потенциометар. Затоа што не е исто дали ќе сушите јаболка, сливи или чај. Значи, го слушате звукот дека брзината се подесува преку овој вентилатор. Понатаму можете сега да ги вклучите рачно греачите. Греачите ќе дадат струја доколку значи е вклучен овој вентилатор и ако свети првата сијаличка. Значи, тогаш работат, тогаш струја веќе има на греачите. Ако можно е да исклучим и еден греач, можно е сушарата да работи само со еден греач. Значи, еве сега нека работи со два. Ако ги исклучиме вентилаторите внатре, веднаш се исклучува и греачите. Значи, мора да биде вклучено ова копче за да работат греачите. Зеленото копче е за да се вклучува и исклучува овој вентилатор. Издувен вентилатор. Да не ве буни, ако некој пат го притиснете копчето на 0, а повторно работи вентилаторот, тоа е затоа што прва команда тој добива од овој контролер. Односно, ако работи втората LED диода, тогаш вентилаторот ќе работи. Ако е исклучена втората LED диода, тоа значи дека има мала релативна влажност, а вие сепак сакате да го вклучите издувниот вентилатор, го притискате копчето на единица. Повторувам, значи можно е да се случи некој пат, ако е оваа втора LED силица вклучена и да вклучувате единица или 0, вентилаторот да работи, бидејќи контролата е првостепено од овој контролер. Петото копче е
за светло внатре во сушарата. Тоа е како работи оваа сушара.